21 часот. Сител телевизија Дневник. 22 септември го гледате вториот Дневник на Сител. Председателот на Македонија Бранко Црвенковски со свое видување на состојбата во земјава и проблемите на регионот пред Генералното собрание на Обединетите нации. Црвенковски заедно со министерката Митрева имале куса средба со американскиот председател Буш и државниот секретар Пауел. Меѓународна комисија за Балканот е форумот кој од сега е задолжен да ги следи состојбите во земјите од регионот и на меѓународната заедница да ја дава релевантни препораки за нивната политичка, безбедностна и економска состојба. Членовите на овој амбициозен проект по Србија и Косово сега ја скенираа Македонија. Граѓанското движење за поддршка на референдумот констатираше дека Трифун Костовски како член на ова движење не би требало да ги предводи активностите на координативното тело формирано од предлагачот Тодор Петров. Околу референдумот и следново ВМРО ДПМН ги замрзна сите други партиски активности и се насочи само на оваа проблематика. Иницијативата за измена во законот за пратеници со која би се овозможил премин на пратеници во собранието од една партија во друга, а при тоа да не се изгуби пратеничкиот мандат, за опозицијата е само обид маргиналците да бидат во центарот на медиумското внимание. И дека тие што сакаат да си го проверат рейтингот со некоја друга партија, тоа можат да го сторат на првите наредни избори. Управата за јавни приходи не попушта пред авторитети и сите обврзници ги третира еднакво според законот. Немаме селективен однос кон регионите, вели директорката Петра Митева во интервјуто за Сител и додава дека, на пример, во Тетово има повеќе затворени буќани отколку во Струмици. Вести од Њујорк врзани за активностите на председателот на Република Македонија Црвенковски, кој учествува на 59-тото Генерално собрание на Обединетите нации. Одиме поред. Црвенковски присуствувал на приемот организиран од председателот на Соединетите држави Џорџ Буш, во рамките на кој имал и куса средба со председателот Буш заедно со министерката за надворешни работи Линка Митрева и државниот секретар Колин Пауел. Црвенковски се сретнали со председателот на Швајцарската конфедерација Јозеф Дајс и со председателот на владата на Република Албанија Фатос Нано. На средбата со председателот на Швајцарија Јозеф Дајс, двајцата соговорници оцениле дека односите меѓу двете држави се карактеризираат со висок степен на пријателство и меѓусебно разбирање. Црвенковски при тоа ја изразил подготвеноста на Македонија за нивно натамошно напредување и интензивирање во сите области, посебно во областа на економската и трговската соработка. Председателот Дајс пак ја поздравил конструктивната политика што ја води Република Македонија на внатрешен и надворешен план, оценувајќи дека истата води кон мир и стабилност и потенцирал дека Швајцарија ја поддржува Македонија и политички и економски. Двајцата председатели се согласиле дека големиот број македонски граѓани што живеат во Швајцарија би можеле да бидат посериозни инвеститори во Република Македонија, а заради големиот економски потенцијал. На средбата на председателот Црвенковски со премиерот на Албанија Фатос Нано се разговарало за состојбите во двете земји како и во регионот, при што е истакнато дека треба да се продолжи со напорите за достигнување на стандардите за членство во НАТО во рамките на Јадранската група. Двајцата соговорници разменија мислења и за состојбата во регионот, а посебно за Косово. Председателот Црвенковски го повторил ставот дека демаркацијата на граничната линија во делот со Косово треба да заврши пред отпочнувањето на разговорите за конечниот статус на покраината. Председателот Црвенковски денеска остварил средба и со Џорџ Сорос, председател на фондацијата Сорос и член на бордот на меѓународната кризна група. Двајцата соговорници размениле ставови за регионалните состојби на Балканот, а пред се за актуелната состојба во Република Македонија. Членовите на Меѓународната комисија за Балканот истакнаа дека во нивната мисија во Македонија најмногу ќе се осврнат на моментно најактуелната домашна тема одржувањето референдум за територијалната организација. Тие денеска во Скопје констатираа дека во секоја европска држава прашањата за прекројување на општинските граници се многу осетливи за локалното население, но во случајот со Македонија посебно внимание и тежина на самата дебата му дава и инволвираноста на етничката димензија во дискусијата. Наспроти ова, домашниот политички фактор констатираше дека референдумот ќе биде потврда дека Македонија го положила тестот и ја потврдила својата политичка стабилност и позитивно регионално влијание.
На турнејата низ регионот, Меѓународната комисија за Балканот се најде и во Македонија. Комисијата составена од поранешни председатели, премиери и министри од Европа, САД и регионот имаат за цел да ги скенираат состојбите во балканските земји, да подготват извештај со предлози кои ги го достават до сите релевантни фактори од кои зависи влезот на овие држави во Европската унија и во НАТО. I mi smo u julu mesecu imali jako dobre razgovore, išli smo na Kosovo, razgovarali smo sa vodećim političarima među kosovskim Albancima i kosovskim Srbima, bili smo u Podgorici, bili smo u Beogradu, ovoga puta smo u Skoplju, sutra smo u Tirani, negde u novembru mesecu ćemo biti u Bosni i u Hrvatskoj. I u stvari to je jedan čitav niz razgovora koji uključuje osim političara dosta ljudi iz nevladinog sektora, novinara, studenata, biznismena, da bismo prosto razumeli šta je to što se događa u ovom regionu. Ideja je da negde u martu mesecu mi izađemo s nekakvim predlogom koji bi bio upućen na dve adrese. Jedan su vlade u regionu, to je jedna adresa, a druga adresa je Evropska unija. Naša ideja je da prosto svojim predlogom pomognemo jednima i drugima da ostvare nešto što je zajednički cilj, a to je da ceo ovaj region што пред дојде до Европска унија. Првата оценка за состојбата во Македонија ја даде поранешниот премиер на Италија Џулијано Амато, која предводи комисијата. Според него, стабилноста и безбедноста во Македонија се подобрени во однос на поранешните години, но останува имплементирањето на рамковниот договор како еден од условите за влегување во унијата. Економијата тоја става пред референдумот. Are quite good, but of course you have growth too low, and you have a very high rate of unemployment. There is great room for improvement, but this seems more feasible in your case due to the fact that you have a low inflation, you don't have public indebtedness, there is room for, let's say, an expansionary policy that might be helpful to the economy. Certainly, you still face problems, bureaucratic red tape, difficulties for start-up of new companies, difficulties for foreign investors to enter. You have a problem with the judiciary, problem that as an Italian I understand. As an Italian, unhappily for me, I don't find it so exceptional that a civil trial can last for years. So you are not alone in this matter. And again, there is room for improvement. Having all of these important matters to deal with, it seems that you are mostly dealing with a referendum that at the moment seems to be the let's say, almost monopolistic kind of issue under your attention. Of course, this is for your citizens to decide about. Членовите на Меѓународната комисија денеска има разговори со представниците на власта, интелектуалците и невладините организации. Како што видовте, премиерот Костов и вице-премиерката Шекеринска денеска имаа одделни средби со амбасадорот на Европската комисија во Македонија Донато Кјарини и со представниците на Меѓународната комисија за Балканот Џулијано Амато, екс-премиерот на Италија, како и со поранешниот македонски претседател Киро Глигоров, како и поранешниот амбасадор на Соединетите Американски држави во Бугарија Авис Бохлен. Еве изјавата на екс-амбасадорот на Унијата во Македонија Кјарини по средбата со Костов. Не знам што ќе содржи прашалникот, него ќе го донесе председателот на комисијата на 1 октомври. Другите земји одговорија на прашањата, затоа не гледам причина и Македонија да не го стори тоа. Едноставно се работи за дебата. Мојата средба со премиерот беше да ги организираме практичните детали во пресред на посетата на председателот на Европската комисија. Ние никого и никаде не се однесуваме привилегирано во делот на нашите настави. Силите на НАТО донесоа одлука до 15 октомври да ги напуштат просториите во собственост на Газела АД во стечај, пошто објектите би биле предадени на овластени државни представници. Со оваа одлука синдикатот не се сложува, сметајќи дека објектите треба да им бидат предадени ним. Ова како најава за вестите од економијата, ние ќе продолжиме со политичките настани. Граѓанското движење за поддршка на референдумот констатираше дека Трифун Костовски како член на ова движење не би требало да ги предводи активностите на координативното тело формирано од предлагачот Тодор Петров.
Како што е познато вчера Петров, оваа задача му ја понуди Некостовски. Референдумот е демократска лекција за власта, што предупредува дека нејзиниот суверенитет лежи во народот, истакна Гордана Силјановска, председател на граѓанското движење на Македонија. Од ова движење велат дека поради граѓанскиот карактер што го имаат, на поинаков начин ќе им се обратат на граѓаните и во предреферендумските денови ќе се обидат да им објаснат што значи референдумот и резултатите од него. Граѓанското движење одржал состанок на Централниот одбор, каде што станало збор и за изнесената информација дека нивниот член Трифун Костовски ќе раководи со координативното тело на Здружената опозиција за следење на референдумот. Како пратеник, како носител на листата во изборната единица 2, да се представува себе си. Но, реков, значи неговиот говор, доколку дојде до тоа, неговиот настап, неговото членување тамо е врзано за него како за политичар, а не за граѓанското движење како невладина организација. Како што истакна Дарко Марковиќ, Костовски им испратил порака дека ќе ги почитува одлуките на Централниот одбор. А тоа значи дека граѓанското движење нема да избегне да биде во координација со координативното тело, меѓутоа нема да партиципира во него. Ние сите сакаме да се качиме на водно, но ако Здружената коалиција сака да оди по еден пат или по асфалтираниот пат, ние сме здружение на индивидуалци. Сватете го тоа најсериозно. Секој од нас сака да оди по својот пат, но целта да не биде иста. Граѓанското движење е со став дека поимот кампања воопшто не соодветствува на референдумската иницијатива. Вие не можете, на нашиот граѓанин му е доста некој да го убедува нешто. Некој да му го пере мозокот и да го убедува ова е добро, она е лошо и така. Членовите на граѓанското движење остануваат на ставот дека усвоените закони за територијална организација и за град Скопје содржат лоши решенија и на референдумот ќе гласаат за, со оглед на дефинираното прашање, односно ќе се изјаснат против законот. Мораториум на сите внатрепартиски изборни активности и на сочување на целиот капацитет кон кампањата за референдумот. Ова е најновата одлука на ВМРО ДПМН со која во соработка со останатите опозициони партии ќе работи на успех на изјаснувањето на граѓаните за новата територијална подела. Централниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука за мораториум на сите предизборни активности до завршувањето на референдумот. Ова го направивме се со целата снага, целиот потенцијал на ВМРО ДПМН да биде фокусиран на ова многу битно прашање за еднината на Република Македонија. До крајот, значи на процесот на референдумот, од денот на гласањето за ова иницијатива, нема да има никакви внатрепартиски активности околу создавањето на листи кандидати за градоначелници и така натаму. Иницијатор е Светскиот македонски конгрес на кампањата за референдумското изјаснување, така да во секој случај треба и нивна да биде иницијативата и да биде предводник на оваа група на опозициони партнери, партии и здруженија граѓани. Веќе е создадено, знаете, координативно тело кое што има политичка функција во овој период, а деталите за настапот и за кампањата ќе бидат објавени во наредниве неколку дена.